Последиците од најавеното зголемување на минималната плата од 14.500 денари за многу помали фирми од источниот регион може да бидат фатални. Сите оние кои директно не работат со странски клиенти може пролета и да не ја дочекаат. Најверојатно помалите компании кои не работат директно со комитенти, кои работат втора или трета рака, значи преку разни посредници и заради тоа имаат и пониски цени, први ќе имаат големи проблеми со спазувањето на новата минимална плата. Очигледно дека ова 14.500 е многу висок износ, тоа се ближи до 60% од просечна плата и не значи дека сите конвекции ќе пропаднат, ама ќе створи проблеми во работењето. Колкав број на фирми ќе го допра дното поради оваа одлука во моментов може само да се претпоставува, но добрата вест е дека од друга страна за најголемиот број работници екзистенцијална неизвестност ке нема. Па владата се надева дека има доста поборувачка во другите сектори кај што бараат работници, но јас се сомневам дека сите работници ќе можат да се снајдат, особено оние постарите на кои не може да се преквалификуваат. По младите работници не би требало да има проблем да се вработат во другата индустрија. Одлуката за зголемување на минималната плата е со пресметан ризик, зашто исчезнувањето на малите и немоќни фирми е добро за економијата. Работниците ќе заминат во поголеми и постабилни фирми, а државата данокот ќе си го земе далеку поедноставно и без проблем. Од друга страна, во буџетот ќе се појават нови пари по основ разлика во минималната плата, па освен неколкумина причина за задоволство ќе имаат сите други.